Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Бранко Геровски, уредник и собственик на Плюс Инфо. Уште има доста медиуми што се за тебе, но официјално не си собственик на се, ама прилично си влијателен во Слободен печат, во Плюс Инфо. Да. Не сум собственик на Плюс Инфо. Собственик на Плюс Инфо е една невладена организација, се вика член 16. Според членот од нашиот устав кој забранува цензура. А собственик на Слободен печат се две приватни лица. Ја немам тоа задоволство да имам собственик, но сум главен уредник во Слободен печат. А во Плюс Инфо пишувам редовно колумни. Господин Геровски, Македонија се наоѓа во еден од нај три точки, значи можеме атрибути сега да ставаме било какви. Драматични, најтешки, најинтересни, највозбудливи, најсекакви периоди просто отчукува. До сега низ политикава со години имав некое чувство, одложи статус-кво, не мора одма сега да се пресече. Некако сме ставени сега веќе на свршен чин, каде што треба да се донесе една голема одлука. И за тоа би сакал да го слушнам вашето мислење, затоа што се обидувате колку толку рационалност да внесете во цела ова работа, а по последниве ваши пишувања гледам дека се обидувате, иако сте си определени, пак некаква реално прикажување на некои состојби кај нас. Но пред да почнеме околу референдумот и политичката ситуација, бев замолен, да не речам искарен, од вашето последно гостување, се заинтегрирале многу од публиката кога говоревте во врска со македонско-грчкото прашање, со историјата. Ја тука ви имам пресечено на неколку места во моето убацување. Ја би ве замолил уште еднаш, ако имате таква инспирација, дали може да се навратиме околу, тогаш зборевме за Преспанскиот договор. Така. И вие го браневте и дека оние прашања што се однесуваат до историјата се на некој начин од ваша страна ги тумачевте дека се релевантни. Зошто сметате дека Македонија не губи од својата историја и од својата самобитност, битност, суштественост, култура и цивилизација со овој договор? Па повелете, ќе се трудам што е можно помалку да ве прекинам. Јас ќе се обидам да видам што полапидарен, но доволно јасен. Една голема заблуда, плод на еден идентитетски инженеринг во изминатата деценија, па дури малку порано, е мислењето дека македонците, современите македонци, ние имаме идентитетска врска со античките македонци, а спорот наш со Грција во принцип е од историски аспект околу наследството на античка Македонија, наследството на империјата на Филип и Александар и така натаму. Тврдам, и тоа се историските факти, дека во идентитетска смисла, ако под идентитет разбираме еден амалгам, една мешавина на јазик, култура, духовност, обичаи, религија, ако сакате и така натаму, дека империјата на Филип и Александар во принцип е, како да кажам, празно множество. Нешто што не може објективно да произведе наследство. Зошто го велам ова? Тоа не значи дека станува збор за историски неважни личности, напротив, нели, светски познати личности. Тоа е империја која најдалеку и најдлабоко во тогаш познатиот свет го ја шири културата на хеленизмот, нели, старогрчката култура, писмото и така натаму. Проблемот наш како македонци е кога таа култура се обидуваме да ја доживееме како сопствена. Вие се сеќавате, веројатно, и вашите гледачи, дека постоја огромни обиди. Скоро прочитав еден податок што сум го објавил на времето
некаде 2006-2007-2008 година, онда е времето на Паско Кузман и така натаму, околу 2500 млади луѓе копаа низ Македонија и бара артефакти за да се докаже постоењето на античко македонско писмо, евентуално јазик, храмови, книги, така натаму. Такво нешто не постои. Не постои од проста причина што таа култура била во допир, таа секако е различна од старогрчката култура. Секако јазикот на кој зборувале Александар и Филип бил различен од јазикот, можеби не драматично различен, но сепак различен од јазикот на кој зборувале старите грци. Тоа е веќе, како да кажем, кодифициран, запишен јазик, се пишувале книги и така натаму. Не случајно, нели, учител на Александар бил Аристотел. Никој друг, туку самиот филозоф Аристотел. Значи, тие луѓе биле во допир со една култура на престиж. Но може би е лоша споредбата како што ние во бивша Југославија 50 години бевме во допир со култура на престиж. Зборам за српската, српско-хрватската, нели? И читавме такви книги, гледавме такви филмови и така натаму, сите превод беа малтене српско-хрватски и така натаму. И во такви околности таа култура практично не можела да произведе вредности и добра. Иначе би се откриле. Неспорно е. И ние всушност немаме што да наследиме. Ја не спорам факти, идентитетот не е прашање на генетика. Идентитетот не е прашање на некое самочувство кое се раѓа како филм. Ние можеме сега се договориме, јас и ти, дека сме ние наследници на некоја, да речеме, кинеска култура, некој кинеско племе. И конвенцијата може да важи меѓу нас двајца или меѓу целата заедница. Но во европска смисла, така како што се подразбираат денеска идентитетот, почнувајќи од концептот на нации и држави до денешниот модерен идентитет во модерна Европа, ние тоа во суштина станува збор за културен идентитет. Во таа смисла, нашиот идентитет е словено-македонски. И тоа е јасно веќе од јазикот на кој зборуваме, кој ни е многу сличен со јазикот на кој зборуваат бугарите, србите и словенски народи и така натаму. Јасно е од религијата наша, нели, која е христијанска, православна, многу блиска до сличните религии на народите словенски. Јасно е од обичаите и од многу други такви елементи. Според тоа, мислам дека договорот од Преспа е важен затоа што од историски аспект, затоа што тој зборува во еден одреден член за постоење на две сваќања на македонскиот идентитет. Едното е сваќањето што на грците им е поради политички причини, дури ако сакат и каприци важно, а тоа е сваќањето дека античка Македонија и сето она што е наследство на античка Македонија, а тоа можам да го велжаме и по нивното однесување дека е практично ништо, е нивно, и ние велиме во ред, тоа е договорено, при што нашето разбирање на македонскиот идентитет е малку поинакво, а тоа е поврзано со нашето објективно богатство во културна смисла, во смисла на духовност, во смисла на творештво, во смисла на артефакти, цркви, манастири и така натаму, се што она всушност почива, на што почива нашата култура, нашиот јазик, кој нели почива на старословенскиот јазик, кој е некаква основа на целата оваа духовност што се појавува на овој простор. Тоа го разграничува овој договор. И тоа е важно бидејќи ги отстранува сите идни, како да кажам, дилеми во поглед на тоа дали утре грците после 2 или 3-5 години ќе кажат сега не може ни северни македонци, сега ни пречи и тоа затоа што сте македонци од Северна Македонија, нели, ни пречи тоа што сте воопшто македонци. И инаку, Јанко, ќе се дозволам да не се пресираме, ако може, поентата на кражбата на идентитетот, на кражбата на било што е, на оваа чаша, например, е да ја земам, да ја украдам и за нешто да ја искористам, да ми биде дома, да пијам, да ја продадам, да ја скршам ако сакам и така натаму. Поентата не е да има некаква употребна вредност. Грците немаат никаква
употребна вредност, никаква смисла од објектот што ќе ни го украдат од нас, од македонскиот идентитет, онако како што е реален. Дали тие сега се викаат, нарекуваат македонци? Не. Дали тие ќе почнат да зборуваат на македонски јазик, него не знаат. Знаат, освен македонците во Грција. Македонското малцинство. Дали тие ќе почнат сега својата да се нарекуваат Македонија? Значи, безсмислена е таа битка. Зборувавме, ми се чини, минатиот пат. Целата приказна почна како една геостратешка приказна, како еден обид на тогашната остатокот од Југословенската федерација, на Милошевиќ и на Мицотакис, всушност да се спречи раѓањето на македонската држава, осамостојувањето на македонската држава. И кога ќе на тоа се втисне политиката, дојдовме до тој безсмислен, нели го нарекувавме, се сеќаваш, ирационален спор, на кој во еден период, за жал, ние му, како се вика тоа, му вдахтавме некаква рационалност. Им дадовме на грците аргументи во рака без никаква смисла. Ние кои имаме луѓе со кои можеме да се гордееме, нели, од нашата духовна историја, која споделуваме со бугарите и со другите словенски народи, кои ги имаме Кирил, Методи, Климент, кои имаме прекрасни живописци, уметници и така натаму, ние на площадата ставаме споменик на Прометеј. Океј, тоа е коректно, океј, тоа е дел од екумената, тоа е приказ на Прометеј, ама сега јасна е поентата да викаме, ој е наш. И па почнеме на време збораме, што му бил учител нели Аристотел на Александар, мора и тој да е македонец. Не македонец, се разбира. Штом јазикот на кој зборуваме денеска е македонски, мора Аристотел, се извинувам, Александар и Филип да зборувале на истиот јазик, дојдовме во еден момент да смислуваме тешки глупости. Да го зборуваме дека јазикот денешен е јазикот што се зборувал во некое време, кога овде немало немало словени воопшто, немало луѓе. Додовме да имаме Александрово Оро и така натаму. Сега прочитав податок дека македонскиот јазик важи за еден од најстарите јазици воопшто. Не ова некоја наша објава, ја најдов низ Европа листа на стари јазици. Па да, е еден од постарите јазици, да. Апсолутно нема. Малце ми е во контроверза на ова. Господин Геровски... Не е старогрчкиот јазик, тоа е дефинитивно, но е еден од постарите јазици. Инаку, и тоа треба да го знаат вашите гледачи, како дошло всушност до оној клучен момент да во договорот јазикот се дефинира и да не биде спорно воопшто како ќе се дефинира јазикот, дека ќе се нарече македонски, добро, слеш од Republic of North Macedonia, нели? Има еден факт што јас не го знаев, а скоро го научив, а тоа е дека нашиот јазик е признат уште 1977 година, значи во Социјалистичка република Македонија, во бившата федерација, кога ние не сме меѓународно суверени, нели, е признат од Обединетите нации, и тоа замислите некој конгрес одржан баш во Атина. Тоа е една интересна приказна, може би некој ден ќе се навратам кога ќе заврши целата тоа Google, ако да го истражам малку сето тоа како се случило. Значи, најважно од Преспанскиот договор е што во него на прашањето која е нашата националност, nationality, разбрано како државјанство или citizenship, збориме значи за службено име на граѓаните на оваа држава, пишува Macedonian, на англиски јазик, коса црта Republic of North Macedonia или на македонски јазик македонци, Република Северна Македонија. Кој е нашиот јазик? Пишува македонски и со појаснување, со референца која во Обединетите нации нема да биде потребна поради тоа признавање во 77 година, а тоа е дека тоа е јазик кој потекнува од групата словенски јазици. Мислам дека со овие три елементи, со разграничувањето на прашањето на идентитетите, дефинитивно ние го затвараме прашањето со грците во поглед на тоа дека... И впрочем, Мицотакис тоа го кажува. Ете, најголемите противници на договорот во Грција велат, абе ние на луѓето во Македонија им го дадовме идентитетот.
сега ни го даде идентитет. Тоа е нашиот идентитет. Они не можеле поинаку. Кој со еден разговор, скоро имав една полемика с господин Никовски, има кажано, претпоставам дека повнимателно го следела од мене неговите говори така натаму, и тој практично го кажува истото. Дека ние на овие луѓе не можеме да им забраниме да се нарекуваат себе си македонци, и просто тоа е нонсенс. Затоа што денешка во модерниот свет не се признаваат етницитетите на луѓето. Се знае што се признава. Државите меѓу себе се признаваат и се регистрираат службената употреба на службените имиња на доминантните народи во тие земји во Обединетите нации. Таму постојат графи и така натаму. За тоа е договорот. Тоа може да го регулира договорот. Инаку, никој не може никому денеска да забрани да се нарекува било како, да се чувствува било како и така натаму. Ова беше важно. Ова беше клучен момент и за тоа јас отворено кажувам, некој денеска може би не сака да зборува отворено за тоа, но јас кажам отворено дека за тоа платена е поприлично скапа цена. А тоа е она што мене не ми се допаѓаше и се уште не ми се допаѓа во договорот, а тоа е фактот дека тој во службена употреба ќе биде и во Ергомнес, и во Република Македонија. Значи, името Република Северна Македонија, за жал, тоа е цената на компромисот, влегува и во службена употреба дома, кај нас, во Република Македонија. И како ќе ја не сум среќен поради таа околност. Кога зборувам службена употреба, тоа ќе изгледа северно-македонски јазик? Северно-македонска влада? Не, договорот тоа го дефинира. Јазикот како ќе се вика и националноста е решено. Тие се македонски. Владата и сега не се вика македонска влада, се вика влада на Република Македонија официјално, новата влада ќе се вика влада на Република Северна Македонија. Институциите државни, официјални, ќе се викат институции на Северна Република Македонија. Значи, и тоа е кажано отворено, јасно и ясно. Не знам тока како ќе се регулира. Северно-македонска академија на науки и уметности. Не, внимавај, значи од Северна Македонија името не се прават придавките. Тоа е клучно. Значи придавката е ознака за идентитетот. Значи ние нема да бидеме северно-македонци. Вие убедени сте во тоа? Не е битно дали сум ја убеден. Тоа го пишува во договорот. Дали сте убедени затоа што се извинувам, господин Геровски, сега ми се убача. Прво ќе го задржам правото, нели, мене ми интересираше и ве оставив, не ви се спротивставувам на ниеден став, бидејќи ми интересира. Ја често имам еднострана публика и еднострани гости. И нивните ставови ги знам и аргументи кои се прилично јаки. Но ви благодарам прво и официјално што собравте храброст и доблес да дојдете и да го објасните. Вашите колеги, па и овие од владата, многу арогантно настапуваат дека нема што да разговараме. Ова вие што го правите, без оглед што не се согласувате со мојата публика и така натаму, но покажувате почет дека треба секому да му се објасни секој став. А мене ми е драго затоа што сакам целиот интелектуален, ментален процес и начин на размислување, бидејќи имаме многу поларизирана ситуација кај што е многу тешко да останеш неутрален во оваа ситуација. Бидејќи и во едната и во другата страна, ако отидеш, ти си предавник. Ако останеш, ти едноставно не постои вакуум простор во ова. Дали ме разбирате од човечки аспект? Апсолутно ве разбирам и ќе додадам на тоа. Значи, Јанко, зашто сум ја овде во емисијата? Можам да ја дадам, нели? Така. Прво сум затоа што ме каниш културно, како некој друг, ако ќе ме покричи културно одам. Второ, поважно од сето тоа е, значи не мораме да се согласиме. Тоа е мојата животна филозофија, ако можам да кажам. Значи, не мораме да се согласиме, или како што има Христо Матов кажа на еден од познатите ВМРО-ци, значи десничар во ВМРО-то, вели што е општественост, јас и вие да не се согласиме, ама да не ги вадиме пиштолите.
го парафразирам, сега не можам точно, ама тоа е смислата. Значи, не мораме да ги вадиме пиштолите. Или Младенов како викаше, не морам да се согласам со тебе, ама све ќе направам твоето мислење да може да тоа е Волтеровата мисла позната и јас тоа го правам исто во истиот дух. Значи, што е поентата? Моето мислење дека за ова прашање треба да се изјаснат и тие луѓе што размислуваат како мене и што на овој начин го доживува договорот. Јас го прочитав договорот. Значи, не требаше никој ни од владата да дојде да ме објасни, го прочитав истата вечер уште на англиски јазик и после неколку пати дополнително. И значи треба се изјаснат и луѓето што мислат дека договорот е добар, јас мислам дека е добар договорот и дека ова жртва за која пред малку зборував е поштена. Нема договор без некоја страна нешто се попушти, нели? Но треба да се кажат и тие што да се изјаснат и тие што се против, и тие што имаат аргументи против, и мислам дека е здраво за Република Македонија да тие луѓе не да ги осудуваме, туку буквално и да го искористат своето право да гласат против ако треба и на референдумот. Зошто? Затоа што референдумот е највисок степен, највисок облик на непосредна демократија. Тоа е мое право. И да ваше се навратиме, право. да се навратиме, фала ви за джентълменството. Истото и јас се обидувам да го правам во животот. Она што ме деновиве е дека 2008 година, јас знам тогаш и разговарав со Груевски и во емисија и ов. Во 2008 година во Букуреш, кога беше и Бранко Црвенковски таму, и неговите луѓе ми ги потврдија зборовите дека тоа што и ов ми го кажал Груевски е точно, дека стварно имало лицитација на имиња. Дури доаѓале американците со вика, у еден момент имало, не знам, може би вие исто го знаете во комуникација со Бранко Црвенковски, ако сте имале тогаш, американците дошли и со предлог Црна Македонија. Кога ги прашале овие зачудени, зошто Црна Македонија воопшто, ама не знаел во превод што значи црна, американецот. Тоа вика Црна Македонија и ја карактеризира единствена река во Македонија која тече во Македонија според реката, а не влегува во Грција, па грците не би можеле да се поганат. Па кому превеле, добро, имало вика и такви. Значи, имаше момент, сега се извади тоа, мислам дека Боријан Јовановски во обид да малце он повулгарно ги напаѓа другата страна, за разлика од вас, кои спротивно мислат, дека Груевски прифатил промена на името во Северна Македонија во 2008 година. Ја колку знам, прифатија они многу тогаш и промена на Северна Македонија, но не промена на устав и не ерга омнес. Така да разликата е така. Какви се вашите сознанија? Што изгубивме тогаш? Што можевме тогаш? Каде е вината на Груевски? Што мислите вие тогаш или напротив доблеста? А зошто дојдовме сега на ова дереđe да мораме да губиме на маса една чувствителна работа? Народот многу емотивно реагира затоа што малце ти рчка у стан ти влага ова. У лично ти влага, со лакту ребра е ова малце цела ова ситуација. Вината на Груевски, иако како да кажем, Груевски е пасе, една завршена приказна во политичка смисла и не би сакал многу да се занимавам со него, веќе не размислувам многу. Но историски збориме за од историски аспект неговата вина е огромна и дефинитивно затоа што во 2008 година, јас обидам да бидам реалистичен, а прилично добро ги познам настаните од таа година, бидејќи се распрашував, а до крајот на 2007 година и имав и комуникација со Груевски и ги знаев неговите позиции во врска со името и он сакаше да слуша именно со мене разговара за таа тема, за името и за моите гледања. На крај се разделивме, ја прекинавме комуникацијата, од кога човекот сфати дека тотално мислиме различно за работите. И окей, тоа е во ред. Што е неговата вина? Во тој период имаше медијаторот Метјо Нимиц одлични предлози. Значи, ако се кејавате официјалниот предлог со кој ние требаше отидеме и отидовме во Букурешт, беше Република Македонија во заграда Скопје. Кога во Дневник се објавија оние 6 точки што ги анализираше Фрчковски?
За тоа збориме? Да, и тоа беше трагична мисинтерпретација на Фрчковски Да. околу, и тоа беше, да ви кажам, грешка во преводот, грешно разбирање на тоа што сакаше да каже Нимиц кога рече име придавката на која пред малку инсистирав, македонски ќе се употребува на неексклузивна основа. Тоа беше дел од пакетот. На неексклузивна основа значеше дека ќе може да употребуваат и грците и ние. Тоа што денеска е реалност, со тоа што во овој договор се дефинира како два идентитета. Тоа беше и тогаш предлагано. Името беше многу подобро од ова сегашново, нели? Capital City Скопје може да се и така натаму. Нема Република Македонија во Заграда Скопје, во Заграда Скопје. И тоа не е ново, тоа име е предлагано уште во времето на Глигоров, 90-ти години, да, така. 90-ти години. И скоро ќе поминеше на парламент, ако не се лажам. Тоа се тие многу големи промашувања. И во времето на Глигоров, јас не го наоѓам вино, наши, првенствено наши. Тоа е, знаете како, приказната во тоа беше еден поглед на нашата дипломатија. Ние бевме убедени дека времето работи за нас. Дека што ќе правиме? Тоа беше филозофијата наследена уште од времето на Глигоров. Негова беше таа филозофија. Значи, полека ќе не признавате и навистина 168 земји, ако не се лажам, така, не признаа под уставното име и на крај кога ќе дојде ќе клекне Грција, ќе клекне Европа. 168 земји умеѓу. Ја ми се чини дека е таа бројката, али секако е голема бројката. Не признаа под уставното име. Да. И сега тоа нас не доведе до помислата дека вклучително и Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави не признаа под името Македонија. Нели? Сега, тоа ги доведе политичарите до една голема трагична заблуда дека Европската Унија и НАТО, значи тоа се две организации кон кои ние се стремиме, кои мислиме дека се важни за нашата стабилност, безбедност, просперитет и така натаму, дека ќе потклекнат на тој процес и дека на крај ќе се откажат од формулата врз која функционираат тие две, еден ден ќе го снема НАТО-то и минимум што може да добиеме, тоа беше најглупавото во целата таа теза, погрешна теза, е дека ние ќе влеземе како фиром во НАТО или во Европската Унија. Јас би прашал денеска што е толку паметно да влеземе како фиром, бивша Југословенска република Македонија, име составено од 5 имиња, при што Југословенска уште ништо више не постои Југословенска, само ние би постоеле. Но добро, да речеме, и таа беше невозможна позиција. Значи, архитектурата на НАТО и на Европската Унија почива, до сега почиваше, ако се смени, не знам, но се уште почива и кој ние ќе станеме членки на НАТО наскоро, се надевам, пак е почива на принципот на еднаквост на сите членки, што подразбира и принципот на вето. Грците секојаш веле дека нема се откажат до принципот на вето, но направија, ако се сеќавате некаде 2005 година, направи еден многу важен клучен исчекор во својата позиција кон Македонија, кога се согласија сите политички партии дека во тоа некое идно сложено име, што ќе се прифати како компромисно, основата на тоа име ќе биде зборот Македонија. За мене тоа е моментот кога ние објективно ја добивме битката за нашето историско име што го определува и нашиот идентитет како македонски, јазикот како македонски и така натаму. Тоа се случи. Тоа е чекорот што го направи Грција. Во 2008 година, се вратам на Букуреш, клучот на целава приказна 2008 година, ние требаше да го прифатиме предлогот на Нимиц и тоа со една расправа и со акламација во собранието тука да го изградиме како државен став. И тоа немаше да пројде во Грција, бидејќи грците беа решили да го дадат вето, но ние имавме гранитно цврста преговарачка позиција. Тогаш во право сте, не постоеше формулата ерго омнес, се уште разговаравме на име под кое ние ќе влеземе во НАТО и под кое име ќе ги почнеме преговорите за Европската Унија. За жал, така е тоа во политиката, многу народи не успеле да создадат и држави, да промашат битни моменти, кои ќе го промашите тој момент. Следната шанса, јас пишував во тие години, пишував Филипики, што би се рекло, против тоа сваќање на дипломатијата, и велев, секој нареден предлог ќе биде полош. И како што минуваше времето, секој нареден предлог беше полош. Инаку, имам инсайдерски информации дека во 2011-2012 година, тоа е што се спомнува во бомбите на Заев, ако се кавате, има еден разговор во кој се разговара за името, дека всушност
И самиот Груевски и врвот на ВМРО-ДПМН, државата во тоа владата, многу сериозно преговара и е блиску до компромисно решение, апсолутно слично на сегашново, но за жал не кандисуваат луѓето. Да кандиса, ние ќе добиевме неколку години напред, гледајќи од негов аспект личен, тој ќе беше денеска веројатно и натаму премиер на државата, нешто во слична положба како Ѓукановиќ. Убедени сте? Апсолутно. Имате такво? Апсолутно. Мислам, добро, ова е ваше мислење. Не викам убедени сте. Добро, не, што е било, кога би било, не зборуваме. Шпекулираме. Спекулираме, се разбира, но Сметате имаме дека искуство. они беа блиску тие години. Што мислите, зошто потпаднаа? Потпаднаа под притисок на луѓе, медиумски личности, како мене, кој вика името не го давам или што? Што мислите, зошто тоа во 2011-12 не се случи? Не, тоа е, значи, јас многу се го поставив ова прашање. Апсолутно. Во тоа време, во една прилика му го поставив на Протугер, Мартин Протугер, тоа прашање. И сеќавам, бевме на некој прием на некоја годишница на некоја телевизија и сеќавам Протугер пред влезот на Воденица ме запира и ми вели: Геровски, него притиска е толку човекот, бидејќи ова што зборувам за Груевски, бидејќи битката за името е неговиот политички хабитус. Со други зборови, основата на неговото политичко гледиште. Ја мислам дека Груевски беше апсолутно убеден и апсолутно во грешка. Човек може да биде со грешно убедување. Дека политиката на името не го даваме, го одржуваше на власт. Да. Он мислеше дека тоа го држи. Иако многу, знам дека многу и негови сопартици во разни прилики, веројатно добронамерно и веројатно со многу избрани зборови, бидејќи Груевски беше indisputable лидер на ВМРО-ДПМН. Значи, неспорен. Приказните дека контролирал овој, оној, патучеди ова, не. Значи, лидерот беше Груевски, да не се залажуваме, тој ги носеше клучните одлуки. Негова е погрешна проценка дека не треба, или како што мене ми обясни во 2007 година при нашите последни средби, сум пишувал за ова, бев малку индискретен, тоа е политиката на глувчешкиот скок, тој така ми обяснуваше, ние сме вика како глучец, втерани во аголот, ни доваѓа мачката и вика ние немаме друго што да направиме освен на мачката и да искокнеме во очите. Ја на шега му реков тогаш, ама што ако завршиме во устата на мачката, нели тоа обично се случува со глупците незгодно. И како што гледаш, како што гледаме сите, практично и таму завршивме горе долу во устата на мачката. Погрешна проценка, а имаме искуство од балканските држави, кое мислам дека ќе се повтори во случајот на Србија сега. Тоа е искуството на Ѓукановиќ. Значи, ако човек биде кооперативен, паметен и така натаму, ако ја свати геополитиката, ако ги свати клучните приказни, денеска може многу да направи за својата земја, а и за себе лично. Факт е дека 2006 кога доаѓа Груевски, он има огромна поддршка од Запад, како што Заев имаше сега за доаѓањето, имаше Груевски. Што мислите? Зошто претходната влада, еве да не го спомнувам, да не ви качувам притисок, вие си знаете зошто. Се извинувам. Зошто изгубија таа поддршка? Дефинитивно прво споро за името. Дефинитивно. Значи, спорот за името е клучно да бидат елиминирани на таков клизечи, на таков, мислам, пазете, и снимкиве, и се во ова беше една страшна логистика во едрата на СДСМ и на Заев да дојдат на власт и рушење на вистина. Немаше помоćна структура, Македонија не памти од времето на комунизмот 60-ти години, каква што имаше ВМРО создаден. Точно. Сега видете. И успеа да ја срушат, но логистиката беше огромна. И уште еднаш ве прашам, сметате дека прашањето затоа што не го решија со името, ја изгубија поддршката од Запад? Ќе ви кажам со пример конкретен. И веднаш ќе ви го убедам во сето тоа. Значи, со мој пријател имавме прилика соборец или против режимот. Тоа беше навистина режим и тоа можеме да го докажеме на милиарда начини. Не дај Боже да се повтори такво време и затоа толку денеска сум гласен, бидејќи дувам на муќеница, што се вика денеска. И денеска дувам и ќе дувам, ќе продолжам да го правам. Режим. Да, режим апсолутно во секоја смисла.
И сеќавам во една прилика седевме со мој соборец со представници од Американската амбасада на нивно барање. Ние тој режим го нарекувавме фашистички и ако некогаш имаме прилика ќе можам тоа да го ќе се обидам тоа да го докажувам, дури и на естетски план ако сакате. И луѓето сега не караат, американците не караат, викаат, немојте толку да го викате, човекот се вреѓа. Се навредува Груевски и се добро, навистина не е пријатно човек да нарекува еден режим фашистски, бидејќи он е лидерот на режимот и така натаму. И тоа го разбираме. И им објаснуваме на луѓево, јас и колегава, пријателов, многу ни е важно, слобода нема, демократија нема, со медиумите проблеми, се затвараат луѓе, се случува сето она, нели зашто се изнаслушавме во бомбите, пиштење, вриштење и така натаму. Се во ова се случува, а тие не викаат на нас вака, добро тоа сега, знаете како е, вие сте 2-30 луѓе што зборувате за демократија во држава, на луѓето тоа не им е важно. Битна е стабилноста. Значи, концептот на кој почива... Тоа е некаде, па тие години, 2012-13, можеби дури и порано. Принципот, има теорија за тоа, принципот на кој почива на американската надворешна политика и политиката на Запад воопшто е наречен стабилократија. Кој го држи теренот? Значи, ако го обезбедите стабилност базична во државата, добро, ако функционира државата, добро, ако нема пиштење, вриштење, што би се рекло, добро, нели? Ако играте по правилата на геостратегијата која важи во моментот, вие сте безбеден. Тоа го направи Ѓукановиќ. Нели? Страшни обвинувања за корупција, шверцо, цигари, алкохол. Еве го Ѓукановиќ, ништо не му фали. Мислам дека во таа насока ќе трне и Вучич, бидејќи, знаете како е сега, кога ќе му ви дојдат цел свет, кога ќе ви дојдат. Еви нас не се случува тоа. Доаѓа цел свет во Скопје. Праќа прво телеграма, како што е ред, Доналд Трамп, па што има попаметна работа него баш во Скопје да иде. Телеграмата, пошто ја спомнавте, се извину. Да. Телеграмата е реална или е фалц? Не, постои телеграмата, тоа е неспорно. Впрочем, доаѓаат неговите најблиски соработници тука. Нема зошто да филозофираме. Дојде човекот на го тепа на горе на Мечкин камен, третиот човек на дипломатијата доаѓа на американска дипломатија. Значи, доаѓа целиот свет и ви вели вака. Луѓе, ова ви е шанса, направивте договор. Договорот е добар, постигнавме максимум, зграбете ја шансата, затоа што многу шанси во животот и на еден човек, а и особено на држава и нема. И сега вие, јас сум сигурен дека и Заев, кога ќе легне на вечер, може ќе малку нешто чариме да фатиме нешто вамо тамо. И он би сакал да направи најдобар договор. Он би беше и ја верувам дека он би бил најсреќен да решението не беше ерга омнес. Нели? Меѓутоа, тоа е договор што може. Политиката умешност на можност. Во моментот тоа е. 2008 беше друга приказна, 2012 било друга приказна, сега е ова приказна. Шансата е да ја зграбиш, доаѓа целиот свет. Доискажи се треба да си многу за таа глупав. средба кога сте почувствувале за губење, нели ви рекле? Да, просто доискажете се поентата тука. Просто бевме искарани затоа што ние нешто сега овде нешто расправаме за недостиг на демократија, за лево, десно, као па кога се менува нивниот став тогаш? Сакам да кажам, нив им беше многу важно да обезбедат базична стабилност на државата, за да го направат договорот за името. Во нивната приказна за стабилноста на државата, пазите, Америка е членка на НАТО и практичен партнер на Европската унија. Тие не може својата членка НАТО да ја остават на партнерка Грција да ја остават на цедило. И они објективно притискаат цело време, среќа наша јас велам, да конечно го завршиме тоа прашање и во оној момент кога сваќаат, морам да бидам сега малку груб, дека Груевски ги лаже практично, тоа е она приказна со Джилијан Миловановиќ. Точно е дека Црвенковски ми потврди, лично да го напишав, нели, дека да, се разговара за алтернативно решение, да, такво, како што кажа и ти, значи решение кое ќе се обусои Обединети нации, кои нема да има дополнителни преговори. Тоа е после дебаклот во Букурешт. Не знам јас, не знае Црвенковски, дали е воден таков разговор
со ова, после случајме кога се водени два такви разговори со Груевски, и јас сум склон да поверувам дека на вистина Груевски на Миловановиќ рекол да ќе се согласиме, но зашто го направил тоа, мене ми е сосема јасно, за да се земе дозвола за да свика предвремени избори 2008 година да се зацврсти на власт. И тоа го направи. Се сеќават, имаше американците велеа не предвремени избори и ние одиме на пресконференција, на скалите пред владата стојат во средина Груевски, Джилијан Миловановиќ и Викторија Нулан, тогаш дојдена и Груевски објавува дека ќе има предвремени избори, двете дами молчат, нели? Викторија Нулан знае зашто молчи, бидејќи амбасадорката не е излажана тука, а Джилијан добива после прекоманда од Македонија во Мали. Знаете дека е Мали, таму Боко Харам, што има таму све. Добива казна практично. Тоа е приказната што јас знам и тоа е приказната што ја мислам дека е реална и објективна за тој период. Што сакам да кажам? Нема невини. Тој што ќе каже дека не преговарал и што не се согласувал во макар хипотетички, макар условно и така натаму со разни формули, тој лаже. Од Глигоров, сега Глигоров не можеме да го прозиваме бидејќи е покоен, нели, ама овие помлади можеме да ги прозиваме до денеска. Да, се разговарало за разни модалитети и Груевски разговарал. Штета е голема за државата, за нас е штета, што е испуштено толку долго време. Зошто Црвенковски се повлекува? Зошто не го поведува он СДСМ во оваа борба? Што Заев го направи? Не, Црвенковски не беше во можност да ја води таа битка, затоа што Црвенковски својот глас го потрошува заедно со Груевски, препоставуваме, некаде во 2008 година. Знаеме сите всушност, дека во Букурешт на крајот на нивната средба со Џорџ Буш, уствари двајцата се согласуваат за промена на името Северна Македонија или Горна Македонија? Не, Република Македонија Скопје го прифаќаат предлогот на Нимиц. Го прифаќаат. Меѓутоа, веќе ветото е испорачено на маса и грците не го прифаќаат. Да, веќе е ветото испорачено. Ти се верували, ај да не се персирам. Ти се верували дека една Грција ќе им каже thank you and fuck you на американците, не ви прифаќаме, американецот ви. Таа игра ми е малце мене суптилна овдека. Тешко ми е да... Нема тука ништо тешко се разбере. Тоа е архитектурата на која почива НАТО, тоа е архитектурата на која почива Европската унија. Во една прилика... Ама вака можеме да збориме ние, нели, од некој идеалистички. Не, многу е практично прашањето. Во една прилика амбасадорката Александра Пападополу, претходничката на сегашниот амбасадор, една извонредно паметна жена со која често се среќава. Ма чекај да му кажеш ти на американски председател, пошто Буш вика, прифатено е, еве го, земете го, грциве викаат не. Пасете на американскиот председател со кои сите се шегувавме, нели имаше така наречени бушизми. Да. Тој председател во Америка имаше една шега, ако се сеќаваш. Кој што сега има трампизми. Кога вела секогаш кога е десница на власта, тогаш нема на вистина, он има изјавено вика да, тие луѓе во Латинска Америка зборуваа латински јазик, нели? И тоа е. Тој човек, според сведоштво на човек со кого сум разговарал, Црвенковски, значи вика фантастично познавање на македонското прашање во пресет на Букурешт, значи на сите детали, на сите финеси. Една Соединете американски држави да не можат да ја... Од причини на Буш многу разбирливи, бидејќи грците во битката на Буш и Клинтон го поддржаа Клинтон со нивното силно грчко лоби. И тој да не може да го собери. Зашто? Затоа што тоа е така во тој свет, постои нешто што се вика консенсус и вето и, да се навратам, ние ќе бидеме дел од тој свет. И во таа прилика, што ти ја спомнав со грчката амбасадорка Пападополу, извонредно велам паметна жена, образована и така натаму, ми вели, види, Геровски, што е проблемот овдека? Не е прашањето само, прашањето е се мери поведението, значи вие утре ќе бидете дел од Европска унија. И таму се решаваат за милион прашања, за субвенции, за земјоделие, за квоти за ова, за квоти за она и така натаму. И се вие ако бидете лошото момче кој вето, секој и вие ќе бидете во состојба да дигате вето. Кога ќе седнеме на масата како полноправна членка на НАТО и ние ќе имаме право да дадеме рака и да кажеме вето.
За некој наше национално прашање да, ама ние можеби ќе го блокираме утре, ќе рече НАТО, напаѓаме Инđirlik, се дигате вето, ние викаме вето, не може. Разбирате? Затоа мораш да играш според правилата на тоа друштво. Инаку не влегуваш во друштвото, а и не мораш да те кане некој. Ќе мора да направиме една кратка пауза, пошто ќе го продолжиме разговорот, ќе одиме малку повеќе анализа на референдумското прашање, што пред и по него, како и двете струи за и бойкотира. Повелете реши. Многу работи се случуваат. Она што непрофесионално да стартувам, ќе ме извиниш, Геро, не е проблем каков јас став имам и каков ти, дали си за или против. Мене ми е проблем една друга работа, што ја гледам после 30 дека треба да живеам и многу се плашам да и онака имаме една силна поделба, левица, десница, СДСМ, ВМРО, патриоти, предавници и имаме уште една за и против. Дали мислиш дека ова поларизација во општеството ќе ни треба многу време да се вратиме во некоја нормала? Да, тоа е голем проблем на македонското општество. Јас скоро напишав во една колумна дека референдумот би сакал да го гледам и како шанса всушност обратно да ја намалиме конфликтноста во општеството. Значи, внимавајте, станува збор за ова е втор референдум од 91 од национално значење. Значи, тогаш се изјаснувавме... И ова за локалното имавме референдум. Да, така е, да. Добро. Но еве, со вакво значење, со конститутивно значење, ова е втор референдум. Првиот на кој се изјаснивме да бидеме држава самостојна, тогаш велевме самостојна, подоцна се осмеливме да кажеме независна, а ова е втор со такво значење, бидејќи практично сега се изјаснуваме за промена на значајна промена на Конституцијата, нели, на Уставот практично, и се изјаснуваме за конечно за најважното прашање, а тоа е дали сакаме со таа промена да влеземе во НАТО и во Европската унија, во двете најпрестижни, најмокни интернационални организации на денешницата. Сега, има луѓе што мислат против, што ќе се изјаснат против, со своји аргументи, со своји контраргументи, со своји добронамерни мислења, со своји заблуди, со се. И има луѓе што ќе гласаат, анкетите велат дека тоа е мнозинството од граѓаните, не знам, ќе се види на 30 септември, што ќе гласаат за. Што е поентата? Ја не сум спремен, и тоа го напишав на колумна, да и не сакам, не ми се допаѓа тоа, кога едните, другите ги нарекуваат предавници или патриоти, значи тоа се тие два пола, или дури во последно време, и тоа го читав, и тоа исто така не ми се допаѓа, бидејќи мислам дека е непристојно, да се делиме на нормални и ненормални. Нормални се тие што ќе гласаат за, а ненормални тие против, или вице-верса. Тоа е вордингот кој можеме да го прочитаме дури во медиумите, на социјалните мрежи, дефинитивно и така натаму. Треба тоа, како да кажам, треба да донесеме една историска одлука, а тоа е практично одлука на двете најголеми политички партии во Македонија, СДСМ и ВМРО-ДПМН, или ВМРО-ДПМН СДСМ, како сакате, да конечно тоа ниво на конфликтност го закопаат, го стават адакта. Бидејќи тоа не носи ништо добро на Македонија. Клучно е, луѓето мора да имаат право да го искористат, ако сакаат, да го искористат своето право на глас, бидејќи референдум значи денот кога јас одлучувам директно, непосредно за мене. И тоа мора да биде совршен ден, гласањето мора да биде совршено, посовршено од
избори, наречеме, кога има сега. Знаете какви избори имавме? Ние имавме и катастрофални, и помалку катастрофални, но никогаш немавме идеални, а ова мора да биде навистина еден идеален. Кампањата која се води мора да биде, за тоа пишува, мора да биде позитивна, значи мора да биде експликативна, објаснувачка, а не обвинувачка, не драматизирачка, ништо после 30 септември, да го цитирам, да го парафразирам председателот Иванов, нели, ќе се случи до 1 октомври. Значи никој нема да умре што не му е пишено да умре, нели? Ништо нема битно да се случи, државава нема да пропадне. Каква и одлука да се донесе, дури да се донесе најкатастрофална одлука. Нема да пропадне држава, тоа нема утрената да се фрлиме у Вардар, сите и да речеме готово, видно све, ќе сечеме вени. Не, нема ништо, сето тоа се случи. И бидејќи нема да се случи, треба малку да бидеме покомотни, поотворени и на 30 септември да одлучуваме на вистина според аргументите, според совеста, според чувствата, според мислејќи за нашите деца, за нашата иднина, мислејќи за нашите внуци, тие што ги имаат. И тоа е начинот да како ние дојдеме до вистинскиот пат. Јас сум прилично задоволен и напишав тоа во една колумна, дека лидерот на ВМРО-ДПМН, актуелниот лидер на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, до овој момент, не знам, слушам дека денес вечерва заседавал извршниот одбор. Ја имам веста веќе. Добро. До таа вест која не ја знаеме моментов, значи дека две работи клучни ги дознавме од него како став на ВМРО, а тоа е прво дека народот има право да одлучува, тоа е таа негова реченица која кажа кој сум јас да одлучувам, нели, зиднината ќе одлучува народот. И втората важна работа што кажа дека ВМРО-ДПМН, како и сите други политички фактори, ќе треба да ја прифатат одлуката на народот, каква и да биде, и тоа се однесува на сите, или како што тој се изјасни во Кичево, ми се чини, на митингот, кој рече ќе се поклониме, утрените ќе речеме каква ќе биде одлуката на народот, таква. Еве, ако сега не знам во моментов каква е одлуката во поглед. Во овој момент отварам на грид и ја наоѓам следно. ВМРО-ДПМН ќе порача секој граѓанин сам да одлучи како да гласа. Ова е со прашалник, но предпоставам дека се ова веќе инсайдерски информации, бидејќи во овој момент... Тоа е постара вест денес, кога го видовме. Го видовме, мислиш? Да, го имаше денес ова. Но окей, коректно е. Мислам дека и тоа ќе биде отплика ставот. А бойкотирам биле денеска на состанок, на расправа во МАНУ, во врска со декларацијата, каде некои академици биле за, некои против имало договорот од Преспа, они ја напуштиле расправата и поднеле декларација до македонскиот народ, на македонскиот народ до МАНУ. Тоа е она што сега се случува. Како една информација, сега не мораме ние да ги анализираме информациите. Можеш да продолжиш со ова. Можеме да идеме со референдумското прашање. Да. Многумина велат, референдумското прашање е прекомплицирано, референдумското прашање треба да биде многу јасно и недвосмислено и само за една. Ако не се лажам, точно референдумското прашање гласи: дали сте за договорот од Преспа за да Македонија влезе во ЕУ и во НАТО? Обратно, ама истото е во суштината. Да. Значи, суштината е вака. Дали сте за влез во со прифаќање на договорот од Преспа. Значи, тоа е суштината. Значи, дали сметаш дека ова прашање е добро вака што е поставено, или треба да биде дали го прифаќате договорот од Преспа, или треба да биде дали го прифаќате дали прифаќате да идеме во ЕУ и во НАТО? Бидејќи после ова ние моментот пред да влеземе во НАТО, гледачиве мој ми го кажуваат ова. Ние мора да имаме уште еден референдум за влез во НАТО. Дали сте за влез во НАТО? Нема да има потреба. Нема да има потреба. Ќе се повикуваме све и видите, јасно е. Затоа што секоја земја пред да влезе во ЕУ и во НАТО мора да има референдум. Хрватска имаше референдум. Некој направи после, постфестум, во текот на овие, како се викаат, ратификациите на бидејќи многу земји членки се, ние ќе бидеме 30 така членка на НАТО, дека сите народот има време да помине. Работата во основа е јасна. Значи, и таа ни е кажана од сите членки земји на НАТО,
од сите големи лидери, од сите партии, сестрински партии, членки на Европската People's Party, нели сестрински партии на ВМРО ДПМН, значи им е испратена јасна порака до Македонија. Пораката е следна. Македонскиот државен врв склучи договор со Грција во Преспа и тој договор е услов Македонија да стане членка на НАТО и да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Точка. Значи нема заприка, нема точка заприка, нема дополнително објаснување и така натаму. Нема никаква друга смисла да се праша овој народ, освен да се праша едноставно. Луѓе, дали сакате да влеземе во ЕУ и во НАТО, ама да го прифатиме договоров од Преспа што веќе го подпишавме. Ако ги прашаме луѓето генерално дали сакате да влеземе во Европска унија и под НАТО под името Република Македонија, веројатно ќе добиеме одговор 100%, ама тоа нема смисла прашањето. Бидејќи ние не можеме да влеземе под сегашното име, кое да не полемизирам, меѓународно и не е Република Македонија, но не е важно, ние не можеме. Сега е точно определено, затоа се преговараше. Значи, смислата на сите овие преговори, измачувања и на жртвите што се поднесени во крајна линија е земјата да стане членка на НАТО веднаш, значи по оној возен ред што е договорен. Имено и во самиот договор Преспа го пишува возниот ред како ќе оди. Ние сега референдум, па уставни промени, па ратификација од Грција, одлука станува полноправно членство на НАТО и почнува процесот на ратификација во сите земји, што трае релативно кратко. Значи, јасно е прашањето, како да кажам, тоа е поврзано, консеквентно е прашањето. Значи, двата дела под прашањето се директно поврзани од еден со друг и мислам дека секој што сака да одговори на прашањето, му е јасно на што одговара. Да, сакам да бидеме мојата земја да биде членка на НАТО и Европската унија, но знам дека услов за тоа е да се прифати договорот од Преспа и го прифаќам договорот. Или не го прифаќам договорот од Преспа, но нашата земја нема да биде членка на Европската унија и НАТО и приказната е завршена. Како ќе продолжи понатаму, Господ знае. Ќе шпекулираме? Да, можеме, зашто да не. Добро. Пред да шпекулираме, кажете ми, како го оценувате движењето бойкотира? Колку по вас е реално дека бойкотира може да повлече маса да го направи референдумот неважечки? Бидејќи они идат со тезата дека референдумот било како да гласа, значи се иде со теза дека и цел македонски народ да излезе и да гласа против, тоа сепак низ институциите ќе помине и договорот ќе биде ратификуван и промената на името ќе биде направена и во собранието. Дека овој референдум е консултативен, што и да значи тоа, предпоставам ќе биде консултативен ако е неуспешен или ќе биде обврзувачки ако е успешен, не знам, карикирам малку. Со тоа што најдобра варијанта е, мене уште не ми е јасно, што со тоа ако не се отиде на гласање, немал да важи. Па ако веќе идеме со тоа дека е се наместено и наредено, како рековте, наместени избори имаше и референдуми и во Црна Гора и во Србија и така натаму. Што можеме да добиеме со тоа што знаеме за што се залагате, сакам внимателно да ги одберам зборовите што ќе ги кажам и за моите и за гледачите. Што ќе добиеме со тоа што ќе го бойкотираме овој референдум или што ќе изгуби народот ако го бойкотира? Значи, први ми интересира на ваша анализа како го гледате ова движење и што мислите за ова движење? За мене движењето е несериозно. Зошто во поглед на неговите капацитети и врз база на една таква кауза и такви аргументи не може да се изгради сериозно движење.
без оглед колку се трудат луѓето, вложуваат напори и така натаму, е несериозно, бидејќи ако референдумот е врв на непоследната демократија, значи шанса луѓето самите да донесат политичка одлука, вие тоа не можете да им го спорите. Значи, како да кажам, основната теза, основната потка на ова движење е всушност промашена. Во персе. Дури да одлучуваме сега не за вакво важно прашање, туку дали да одлучуваме да ги има тие два нови тунела што ги има сега во Демиркапија, нели? Во Швајцарија често одлучува дали има тунели, дали нема мостови и така натаму. Еве за некое по-банално прашање да решаваме, не може тезата да ви биде никако ќе го бойкотираме затоа што така ќе решиме да нема. Не. Ако сакаме да нема тунели, ќе излеземе, ќе гласаме, ќе речеме нема да има тунел. Разбирате, не можете на луѓето да излезете да им кажете, видите, начинот да се спасиме, да си сеиме дома во пижами, да гледаме телевизија, да видиме што ќе биде. Треба македонците да сватат дека нашава приказна во која сме сега не е само наша. Таа е дел од еден поширок план, од едно, да речам, од еден па и глобален, можам да го наречам, обид на Западот конечно да го стабилизира регионот Западен Балкан и да ја затвори нашата приказна, бидејќи погледнете, нека ја погледнат луѓето мапата на земјите членки на НАТО. Се околу е НАТО, само стојат 3 земјички внатре кои не се, тоа сме ние, Србија, Босна, Србија со Косово, нели? И ние сме тие што сме како дупка. Таа дупка ќе се затвори. Значи, нашата приказна ќе се затвори. На овој или на оној начин, оваа земја ќе биде дел од она што јас го нарекувам западната политичка хемисфера и воено-економска, ако сакате, и тоа е одлучено. Тоа е одлучено на глобално ниво и ние можеме сега што сакаме да правиме, да се трудиме и така натаму, можеме да се обидеме. Кога велите глобално ниво, сметате дека тоа е одамна одлучено или тоа е Много сега одамна е со одлучено. Путин и Трамп во Хелсинки? Не. Многу одамна е одлучено. Јас ќе ви кажам еден пример што сум го спомнал во некоја прилика, што ми е мене кажан од сериозни луѓе, дека во една прилика кога е разговарано со Путин, е правен обид да се убеди од нашите државни раководители Путин дека тоа што ние се тендираме да станеме членка на НАТО, нека не е против Русија, Путин едноставно им кажано, не го трошете време, знаеме, Македонија ќе си биде членка на НАТО, ама Украина никош нема да биде. Значи, никој да нема дилеми, ова што сега дека Русија ќе стане, ќе помогне, ќе ги наврти своите ракети или не знам или дивизии и дека ќе дојде ќе спаси Македонија или нема ништо тоа се случи. Како што нема да и помогне на Србија да се спаси од договор со Косово. Затоа што Србија и Косово ќе постигнат договор и гледате се караванот од тука си замина веќе, сега останува нашата домашна работа, на 30 ќе да ги добиеме, ќе чуеме вечер честитките, а караванот веќе работи на друго поле. Таму, Белград и Приштина. Сега фокусот е ставен таму и тоа прашање ќе се затвори, јас ве уверувам, и затоа што процесот се вика пацификација на регионот. Ова конечно мора да стане мирен, нормален, просперитетен регион. Тоа е многу важно за Западот од геостратешки причини. Зошто? Ние сме на патот на Мигрантите? И тоа, да, на патот, ние сме, како да кажам, ние сме брана према еден нестабилен свет што е позади нашите граници. Токму тоа. Значи, кој ќе отидеме на истокот и така натаму, кој ќе бидете... Малце на полемика, вака, тетате да се распукам. Па нели е тоа толку малициозно што овие одбојкотирам и што народов се плаши, дека ние ќе станеме отпадот на Запад, каде што она што нема да се прими, овдека ќе остане, зборам од радикални елементи или што ти ја знам елементи кои не се добре дојдени во Европа од мигрантската криза,
не знам, депонија за ураниум осиромашен, ваков, таков, онаков, нуклеарен отпад и што ти ја знам. Некако вашава реченица дури малце ме наежи кога рековте ние сме браната. Па како можеш да бидеш мирен период ако овдека се градат бегалски кампови, ако ние овдека едноставно нели сомнежот гледачите се јавуваат кај мене ми импонира Меркел да дојде. Мене ми импонира Тереза Меј да дојде. Ама има народ кој вика, чекај, ја не им верувам дека за добро они ни викаат нешто не сакаат. Од нивна корист они доаѓа. А ти претпоставам дека е корисна. Сега, колку е таа корист контра нашиот интерес, ете, тоа е реалноста. А сега прво да расчистиме на ниво на факти. Значи, најголем број од бегалците завршија во Германија. Нормално, нормално. Сите во Македонија, не знам дали останале не им се останува тука, добро. Што баратов дека во Ама нема никаде да останат, нема логори, нема кај да ги сместиме. Не, они не сакат да живеат во логори. Луѓето не сакат, а да ви кажам и нешто друго. И Германија не ги сака во логори во Македонија. Зашто па Германија би ги примала, да речеме? Има голема Германија, како и поголем дел од западните земји се соочуваат со недостиг на работна сила. Зашто има толку турци во Германија? Зашто нас не примаат по шведски, по норвешки и така натаму? Зошто? Па да им работиме. Затоа што има глад за работна сила во тие држави. За тоа е под жестоки критики именно Ангела Меркел од незините опоненти во Германија. Но аргументите во прилог на, како да кажам, на... Знаеш што се аргументите, Геро? Кои се аргументи? Пари. Затоа што, ако не примиш ти, работник, турчин, таа политика на Германија, вика, германец вика, колку му е просечна плата? Германец. 3 до 4 илјади евра. Овој ќе работи 1000-2000. Овој ќе работи за уполно. Бидејќи ако не ги прими, германецот ќе има 10-15 илјади евра плата. Тоа е фактот. Така. Ама кој ќе работи? Па тој што ќе има 15.000. Тежко, кој ќе ги даде тие? Зашто даде некој 15.000 евра, кога може истата работа се најдат луѓе што ќе завршат за 1500 за 2000 евра? На подолг рок? Светот е на подолг рок, светот се глобализира, мислам, свесни сме сите за тоа. И Америка затоа ги прими сите луѓе вредни и паметни кај себе, затоа што... И вредни, паметни, секакви. Кога примаш луѓе, примаш секакви. Не можеш да ги бираш баш. Не сега да колубеници ќе ги бираме сега. Внимавај, нашата, кога велам дека ние ќе бидеме брана, што е интересот на... Што би бил интересот на една Германија, ние да бидеме членка на НАТО и на Европската унија. Не сме некоја воена сила, 1,5 милион народ сме, не сме пазари и така натаму. Но сме на границата каде што, како да кажем, ние сме на работ на една империја на стабилноста, на еден 500 или 600 милионски пазар, на една цивилизација, да речем, и ние сме на границата, ние природно, историски припаѓаме на дел, но политички не сме моментот. И тоа е сериозен проблем, тоа е безбедносен проблем, ако сакаме да кажеме. Ние денеска викаме, луѓето многу ми се чудни понекогаш, вика, леле ќе дојде Меркел овдека, странциве доаѓаат, си терат своји интереси и што се интересите? Цел свет сака нас да не нападне. И нас да не снема. Зошто светот би бил толку лош? И Германија, и Америка, и Франција, и Британија, и Белгија, и Холандија. Зошто сите тие биле постои таа реална лоши? параноја и страв дека сакаат исчезнување на Македонија, македонскиот народ и македонската нација. Што треба правиме? Што сме ние толку важни? Што сме ние толку опасни за светот? Да не сме заразени со некој чудо, да не сме тајно 1,5 милиарди, мислам, со Кина заедно, можда и сме. Нели, ама самите сме 1,5 милиони луѓе во оваа држава. Нема ни толку колку што не има на избирачки список. Заради брендот што го носиме. Како име, Македонија. Добро, сега брендот ќе го поклониме брендот тебе со ова, велиме брендот Македонија станува сопственост на икумена. Па се направија филмови, се и за Александар, па никој ништо не направи голема драма околу тоа. Што е па тоа толку и со брендот
Македонија. Океј, убав е брендот Македонија, што и фали на брендот Британија, што му фали на... Нема логика, Јанко, нема логика тие луѓе овдека, нивните интереси да бидат такви, катастрофични, како што ние сакаме да ги доживееме. Не, нашите интереси, нивните и нашите се поклопуваат и тоа е среќна околност во тоа што сакаме да создадеме заедно. Ние не можеме самите, но заедно со нив можеме да создадеме во овој дел од светот да создадеме едно мирно, цивилизирано, релативно просперитетно парче, како да кажам, од регионот, неколку земји и да напредуваме напред. Што ќе се случи ако пропадне референдумот? Прво треба да се говориме што значи да пропадне референдумот. Да биде неуспешен, значи прашањево да во двата случаја или да не се излезе и да нема консензус, или да се излезе и граѓаните да гласаат против. Како и да е, тоа е неуспех на референдумот, бидејќи референдумот го објавува владата која сака да го Ако овој договор да го верификува кај народот. Јас се надевам, ќе се обидам да бидам малку по-прецизен, јас се надевам дека на референдумот ќе излезат повеќе од 900.000 избирачи за да се оствари прво цензусот на референдумот од 50% плюс 1. Тој е висок цензус. Ние знаеме зашто е висок цензус. Затоа што Македонија на список има отприлика 1.800.000, нешто помалку од 1.800.000 избирачи. Реално? Реално нема повеќе од 1.200, 1.200, 300, 400 нека се максимум. Значи, ни недостасуваат некои... Значи, масовноста треба да биде поприлична. Едно 500 до 600.000 луѓе ни недостасуваат. Тоа е... Тие иселените? Тие иселени при време на работа во Германија, Швейцарија, дека натаму по земјиве, многу не има. Мислам, јас порано не верував дека искрено, додека самиот не го почувствував, кога почнаа луѓето околу мене да сваќам дека нема семејство во кое по некој не фали, недостасува. И стварно има малку во Македонија, да бидеме реални. И бројките од последните избори... А да не збориме албанци колку со визната либерализација, колку си замина. Така. Тоа е феномени во Бугарија, ако сакате, и било каде. И тоа е огромен проблем. Тоа е проблем за нас прво. Не затоа што значи, Германија... Реално цензусот е стварно под прашалник. Цензусот треба да се постигне со една сериозна одговорна политика на председна партијата на власт, со одговорен однос на опозицијата и се надевам со одговорен однос на граѓаните кои ќе сватат дека треба се постигне. Да, ама владата исклучиво иде на медиуми кои се наклонети и како викаат она проповеда на хорот у црквата. Значи, ја не гледам дека владата реално се труди да искомуницира со луѓе кои не мислат како нив, кои не се од нивна страна, кои не се медиуми под нивна контрола. Иде на ТВ1, Заев, збори, кому збориш? Таа публика е веќе освоена, добиена, или 24 вести. Но би било храбро и доблесно да го видиме, не знам, овде. Еве, ја конкретно го поканив. На твој совет го поканив и министерот за надворешни работи. Нигде ги нема. Шта ама? Ворете тоа. Не мора да биде. Океј, не мора секој да дојде кај мене. Ама генерално, тој пристап, нели, ако ти сакаш цензус, и имаш искрени намери во ова што го зборите, ти си поголем апологет на договорот него од тој што го потпишал договорот. Сакам да ти кажам, имам сериозни проблеми, морам да ти кажам, поради мојата настојчлива, упорна, веќе здодевна, напад и агресивна критика на пиерот на владата. Катастрофа. Тоа го знаете, постојано го зборувам. И јас се согласувам. И луѓето дури се шират ненормални приказни за тоа дека сум имал вакви онакви амбиции. Добро, ти го пуштаат џукела на тие пуштаат да те каса. Глупости, затоа што и јас мислам дека не треба, нели, како што рече ти, да се пее во црковниот хор, туку треба се пее надвор и така. Токму тие што ти фалат, бидејќи претпоставувам дека членовите на СДСМ се согласни со ова и ќе си ја поддржат партијата и така натаму. Нивната бројка се знае. ВМРО, знаеме чат или пат, утре задутре кај и да е, во теков на неделава некој од ВМРО ќе биде овде, ќе го објасни ставот. Претпоставувам дека ќе биде малку млако. Нема да речат бойкот, ама нема да речат за.
они ќе мораат така да играат, предпоставувам и тоа е сега во некои консултации и кај нив, а и со странците. Но она, значи јас секоја вечер героски бидејќи отворена ми е програмата, луѓе се јавуваат, не бе, вика бойкотирам си платија реклама овдека, си бойкотираат. Значи на мрежи, на Твитер ги осеќам, но не знам какви се статистиките на анкети. Анкетите ги чувме, и тие не се во прилог на бойкотирам. Са некој ќе рече анкетите се прават, да се разбереме. Две анкети чувме, едната нарачана од телевизија Телма, нели? И втората ја чувме анкетата на Ири. Сега, да, вакви ли се онакви анкетите, истите субјекти прави анкети на последните избори и поприлично прецизно ги погодија резултатите со истиот инструментариум, со истиот анкетен прашник. Таму вели, тие двете анкети велат дека сме многу близко до постигнување на цензусот, а дефинитивно мноштвото од луѓето се изјаснуваат за на референдумот. Тврдам одговорно дека политиката на бойкотирам е промашена во својата основа, без оглед што не велам дека е забранета. Не велам дека е, како да кажам, дека треба да се забрани со закон се и да се тие луѓе што затвараат и така натаму. Не. Нека тој што сака да бойкотира, ќе бойкотира, но ова е малце карма и за бич на Бучковски, кога викаше некои прашања не заслужуваат. Многу е важно, така е. Многу е важно партијата ВМРО-ДПМНЕ, која за разлика од луѓето што мислат дека Македонија ќе ја биде само ако партијата ВМРО-ДПМНЕ снема, ако умре, така, тоа јас не мислам така. Во оваа држава од почетокот на нејзиното формирање, веќе навршуваме уште малку третата деценија ја правиме државата, постојат две јаки политички сили кои вака или онака по 300 до 400.000 гласови имаат на секои избори, значи не паѓаат по тој. Има и послаби резултати, но тоа е отплика квантумот што секогаш тие го освојуваат, минималниот број на гласови, тоа се ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Значи, можеме да кажеме дека е извршена една политичка и социјална стратификација, како што велат социолозите, и имаме сега две сериозни политички партии и не е добро за Македонија било која од двете ни да умре, ни да се разболи, што би се рекло. Во моментот ВМРО-ДПМНЕ боледува од една од проста причина што скоро е падна од власт и се уште е тешко да се, како да кажем, да се консолидира, да се снајде на простор, но ова е вистинската шанса. Внимавајте сега. Јас се обидувам да го разберам Мицковски, да ги разберам луѓето во ВМРО-ДПМНЕ. Тие може да се бранат својата кауза, се разбира, и да кажат дека договорот е ваков, лош и така натаму, но оно што го постигна договорот е нивниот противник. И има шанса да не направи договор, друг направи договор. Тој договор е сега на маса, затоа ќе се гласа. Несериозно е, неодговорно е од водечка политичка сила, како ВМРО-ДПМНЕ, не го знаат тоа, е да повикаат на референдум, да повикаат на пасивна позиција на својот електорат. Значи да им пазите, им кажат на своите гласачи, ние немаме мислење, вие сејте си дома. И уште повеќе, например, ако ја прифатат политиката на бойкотирам, движењето да речат, а овој референдум нема да се важи. Нема да се случи ништо од овие три работи. Прво, од назад, референдумот ќе се важи, како кажам, ако ништо друго, ќе сигнализира, ќе консултира одредена политичка волја на избирачите. Значи, замислите да не се постигне цензус од 900.000 гласови, а да добиеме 600.000 гласови за на референдумот. 600.000 гласови до сега никој не освоил во македонската историја, ни еден председател, ни една партија и така натаму. Тоа е многу сериозна политичка волја. Референдумот по својата дефиниција консултативен и потоа, како што и беше кажано од СДСМ, процесот ќе продолжи, ќе се обидат низ институциите на системот во третинско мнозинство, се влегува во процедура на менување уставот и така натаму. Но, од друга страна, неуспех на референдумот ќе биде само ако луѓето излезат и во еднозначено мнозинство, исто толку големо како што зборувам сега, речат: Не, вие сте грешка, договорот не чини, не сакаме во ЕУ и во НАТО. Тогаш, да ве подсетам на зборовите на самиот Заев,
Тоа следува оставка на Заев, падна владата, нови избори, нова драма. Како да кажам, не е тоа катастрофично сценарио, меѓутоа тоа е сценарио кое дефинитивно од магистралата како што сме трнале, фаќаме Босански Нови Лео, идеме тамо Вуковар, па по планине и тераме и ќе завршиме некаде Босанска Крупа, не знам каде. Значи, тоа е пат и таму живеат луѓе. И таму има, не живеат мајмуни, сега живеат на светов луѓе, нели? Очекувате и така натаму, економска, општествена регресија ако не... Апсолутно, па ние веќе сме. Ние не одиме во НАТО и ЕУ, оти сакаме да бидеме најаките војници во НАТО, нели? Или најпаметната држава во ЕУ и нашиот некој дипломат да стане председател на Европската комисија. Не одиме ние за тоа во Европската унија. Ние одиме во Европската унија за да ги искористиме предностите на 500 милионскиот пазар, да ги искористиме предностите на постојани европски фондови, кои сега ќе ни се отворат во текот на придружувањето. Ние одиме тамо нашите луѓе да идат, ако веќе запнале и ако мораат да идат заради ситуацијата да одат да работат во Германија, да имаат барем работни дозволи, да бидат еднакви со луѓето, да не мора да земат бугарски пасоши, па со бугарски пасоши да патуваат, да бидат еднакви со другите. Просто одиме по просперитет тамо. Одиме да ни биде подобро. И некој зашто би оделе? За каприц нечи. Зошто би оделе? Не тера некој со овој сила. референдум, Заев уште сигурно 8 години ќе владае. Сигурно ќе има уште 2 мандата. Шега на страна. Не можеш да го коментираш тоа. Се што може да биде. Така. Во политиката брзо се менуваат. Вака, ако ти остане уште нешто да се доискажеш, повели, имаме време. Имаме време. Имаме време. Со тоа што уште едно сакаме на експликација да им дадам на моите гледачи, бидејќи се возбудуваат духови во овој период кога ќе повикаш некој од една страна, бидејќи сега се очекува или да бидеш од една страна, или од друга страна. И откај вас и откај мене, јас се обидувам прво за да си го приспитам својот став, морам да знам како другата страна размислува. Знаете, ние најчесто ги добиваме само сервирани ставовите на левицата по овие прашања, договорот и така натаму и така натаму. И врз основа само на излечен заклучок се донесуваат ставови за, против, хејтање, патриоти и предавници. Но вака низ овој разговор, затоа и ве поканив, и си го задржувам правото и да не се согласам со вас по некои прашања, идентитетски, историски, политички и така натаму, но многу ме интересираше, затоа што малку има и од другата страна, кои, нели, како вас, на непријателска територија да дојдат и да го изнесат ставот. Но мислам дека и вие и јас покажуваме дека можеме да разговараме и дека после 30 треба да... Од почетокот на кампањата, таа почна скоро, нели? Јас бев присутен, значи не сум вклучен во кампањата, никој не ме плаќа. Не? За кампањата, да. Не сте во кампањата не сум во кампањата ни за, ни против, ни бойкотирам, не дај Боже, нели? Но, сакам да ти кажам дека до сега бев во петокот, четвртокот на телевизија Алфа, значи на непријателски терен. А бевте таму? Честитам. Во полемика со Честитам. господинот Никовски, со кој секогаш водиме Так. пријатни полемики. Имаше еден незгоден фаул таму од према наш трет колега, но окей, се е тоа во ред. И втор пат одам на терен кој ја не го сметам за непријателски, но окей. Сакам да кажам, не пеам ја во овој хоров во црква, дојден сум именно тука за да кажам, го знам, ја гледам твојата емисија повремено и отплика го знам профилот на масата твои гледачи. Знам дека најмногу од тие луѓе знам дека се вознемирени, знам дека многу од нив се и како да кажам и напани, што би се рекло и така натаму. Мене тоа не ми пречи. Знаете, секој со својот ум, секој со својата карма, секој со својата... Едноставна е работата. Ние
живееме овде во оваа Македонија. Има многу од гледачите кои се нели од диаспората, гледачите гледат. И понекогаш тоа ме зачудува, имаше една добра поента министерот што не ти дошол за надворешни работи, штета, еве го критикувам поради тоа јавно, треба да дојде, зашто да не дојде, секаде треба да се дојде. Каде те канат нормални луѓе, нели? Зашто да не дојдеш? Но имаше една добра... Фала за ова комплимент од нормални. Голем комплимент во денешно време. Па денешно, да, малку не има. Односно, многу има ненормални, да речеме. Како и да е, треба да дојде и како да кажам, мора да се одговори на прашањата и на дилемите на луѓето, дури и на оние кои, како да кажам, се живеат во земјите членки на Европската унија. Ја не мислам дека тие многу таму уживаат бенефити, тие луѓе напорно работат, се трудат, се мачат. Имам и пријатели такви, значи не ми е и ни лесно, никому не му е лесно, да се разбереме. Па значи влезот во НАТО нема да ни биде лесно ни таму, а? Апсолутно, секаде те чека доста работа. Пред се дека дома, сериозна работа, затоа што ние не сме баш мома за мажење, како што се вика, малку сме запустени, што би се рекло, да не кажеме некој полузбор, но, како што рече овој министр што треба да дојде, нели, во една прилика, ние, вака била репликата, што барате таму, ние гледаме таму за никаде лево десно. Ние да пробаме, па ако не чини, ќе си се вратиме, нели, ама ние да пробаме. Сега, немој ти што си таму, да ни кажеш колку не чини, колку не треба, бидејќи, нели, ти си таму. Сепак, како еден мој помлад колега, кој раскажуваше како изгледа, например, здравствениот систем на Норвешка и така натаму. Го критикуваат дури моиве гледачи кои се не се на твоја линија, овие што се јавуваат од надвор, и викаат немој да гласате ово, абе викаат ти од таму се јавуваш и вика и ми каже па јас сакам да сум таму и мене ми е лесно вика да дојдам ја у Лондон. Ќе влеземе во друштвото. Па ќе видиме кој каде. Ако не ни чини, ја мислам дека има таму некоја процедура за излегување, па британците излегува, не им чинеше, излегува друштвото, нели? Ама да видиме како е тоа друштво, можеби да е поарно, бидејќи што знаеме? Дефинитивно знаеме дека ова што е сега не е добро. Ние сме сега објективно една изолирана земја, во правна смисла бевме, а ја гледам и се уште горе-долу сме Клондайк. Значи Клондайк, ова не е општество кое може да се пофали дека општество кое владеат правдата, во кое владеат човекови права, во кое владеат... Не, ние сме, тоа се уште се задачи, само што ни се зададени на едно папирче, таму на еден список. И ние треба да станеме таква држава. Треба да бидеме сами, изолирани, свртени назад кон некоја непозната антика, со своите гени, нели што славно ги носиме, во кои има малку и персиски, и вакви, и онакви, и африкански, и секакви и така натаму, и свртени кон некоја нејасна иднина, нели, кон исток, ние не правиме ништо. Не правиме сериозно ништо. Има една поговорка, нели, ја може да спомнав минатиот пат, како велат, тоа србите се шегуваа самите со себе кога беше бомбардирањето, нели, и они велеа вака, не дај Боже, како беше, Русија да те брани и Кина да те храни. Значи, тоа некојаш беше, ама денеска и Русија и Кина се други играчи, ама отом потом. Геровски, прошлиот пат кога дојде, се заборави книгата. Ја заборавив. Поверни тоа од мојот собственик Ѓорѓе Атанасовски. Тебе ти благодарам за гостувањето и ти благодарам што искрено, отворено и многу човечки ми се обрати на моите гледачи. Ми беше задоволство. Тука сме. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам.